Абе, гајсте, празници, мазници, ово се заборавивме. Како си поминавте празнични? Јас да ви кажам право, уште имам од јајцата вапцани. Секде во свето нормално е викат дека ако го изваеш јајцето, ако го направиш, ако го изваеш од фрижидер, демек треба го изеш во следните 2 сати и после тоа не чинело. Нема врска, вате, кај нас на Балкано за Великден 3 недели сеат јајцата. Не чинеле, ти нема грешка. Дурне засмрди на јајце расипано, чини то. Што му фали? Додуше јас и општо имам таков поглед кон работите и роко да е тро поминат, не е страх. Дурне нели дај знаци. Ама добро, има луѓе што се секират за тие работи. И чудна работа е како баш тие што најмногу се секират со такви работи, баш нив најмногу нешто ги фаќа. Ама да, теј го со своите бубачки. Туку остави то стопли времето. Еве го април кај и да е помина замина. Треба на одмор да се уше малце. Букиравте одмор? Не, а? Што ќе букираш, ова не е за букирање. Чекаеш пицата да ја пуштам, ти ќе се залета многу. Ајде вате, пуштај. Шо му е на овие со цените, бе, бра? Не, ама сериозно. Јас разбирам дека се поскапва и нормално негде ќе се крени цена ова. Ова стварно нема смисла, човече. Имат отворено по тие страниците за букирање. Ги имате видено цените што викат. Ди порано пак имаше некој ред се знаеше. Албанија пример беше наефтина, пошто тогаш се развиваше туризмот. Тоа што мање више кај што саш дојши немаше многу работи, скоро ништо немаше. После тоа беше овој поблискиот дел од Грција тука. Што се стига за 2 сати или што би рекле понашки Нова Македонија, пошто цела Македонија таму ќе најди. Па после беа цените во Охрид, па од тука во Турција цените all inclusive и после тоа беа тие скапите места. И ој сега отвори да те видам. Оди отвори побарај нешто тука во тие поблиските или на Албанија или Турција може да all inclusive. До душа Турција падна цените сега пошто му фуфка на луѓето, Иран блиску е. Па откажват одмори, па се овие пробват да задржат луѓе. Ама небитно, пробај отвори сега да букираш да виш цени. Ужас, брат. Албанија е 6 пати поскапа од пред некоја година, камоли од пред 10 години, да не правиме муаве. Ај ке речиш кјом овде во Нова Македонија, овде во Грцијата. Кај што се сите наши, ме сваѓаш. Ти бегаш да одмориш, ама бегаш кај што не можеш да одмориш, пошто пак си со истите луѓе што си тука. И таму ги оли пол цените, брат. Мислиш на Санторини букира? Ами поарно ќе букирам онаму негде джене. Барем нема се расправам со истите луѓе тука што се расправам. И сега речиш, добро бе, шо бараш ти онлайн да букираш? Оиш таму и наоѓаш. Си стојат по улица ко во Охрид, смешче еден треви. И тоа би било супер да сме 96-та година при. 2026-та сме. Башка Малио ќе има 5-6 месеци тоа. Со мало дете да тргнам јас и да немам појма кај ќе се сместам, така? Нема проблем, нема еден. Сакам да можам да си букирам, да знам кај сум, шо сум, да ми биде договорено, а не таму одиш, еј, чекај тука смести фелате во ова куќа, во она куќа те сместат негде джене. Јарно, ама интернетот ти вели сакаш така букираш? Ела си се. Отвори кесето. Брат, отварам по тие страниците. Си викам шо да пишам датум, мај ќе пишам негде почеток на јули, таман да е малце стоплено, да не е уште фул сезона. Клаваш таму пишеш пример 10 дена. Брат, цените мислиш all inclusive во Турција лани оломна. А сопчето, сопче. И то со П, сопче. Врска да нема. Оре, мајка да си гаш, ај полево, подесно видам на та мапата. Кај сакаш тргни полево, подесно, бетер цени. Оре, ај Албанија да видиме. Прицнуваш Албанија, мислиш, бате, Шпанија негде си, Шпанија поевтино. Или го зборам ова на памет, го провери. Пишиш таму апартман Грција, Албанија негде 10 дена, во јули 75.000, 80. Пишиш истиот датум Палма де Мајорка, 70.000. Вие многу ферве, ами дип не ќе да умалтретирам беблако по аеродром. Баш кај тој период ќе почнува со кашички, со чуда, со пробвање, со ова сона. За лошо зарно полесно е да си тук. Иначе пакувавме парталите и вате, дженемо нам, all inclusive, рајат глата. И добро, ај ке си речиш може јули е скап. Еве ќе поварам крај на август негде, септември, порајате мал. Веќе е топла водата, времето убаво. Исто ти се фаќа. Што мислиш нив ќе му направи разлика цената, нешто ќе ти спуштат, мислиш? Не бе, може да ти качат евентуално. Значи на Балкано така одат работите. Цената оди од пониска кон повисока, кога ќе треба да се врати малце тука кочница им. За шо и да, нема шанса враќање, може да стои тука. Наредната година од тука да почни па нагоре. Надолу нема назад, ба. Сам дур не фати некоја криза како Турција што и фаќа па да треба се спусти. Пошто нели можело и со помалку. И ај ке си речиш порано. Пишиш јуни пример еве од 20 до 30. Ако било во јули 75.000, 70. Мајга, ај од 15 до 25, 65, 10 до
20, 6. И си слегваш така наназад, си слегваш и ќе дојдиш во мај, еве сега пример за 2 недели ако саш дојдеш и цената на истата соба, со истите марифети внатре. Дури што се вика пресно исчистена, никој нема седено тука во блиско време, а не до сношти некој друг беше во вецето, се Савајлево ти треба влези. И пресно исчистена соба во мајбата истата таа што е ѓаолипол во јуни, за 10 дена 30.000. Ја мајка, вие многу фербе, се киздези сигурно некој економист да ми објасни дека нели побарувачката гради цената, пошто нели во сезона има поголема побарувачка и нормално е да се качи цената. А кога не е сезона е нормално се спушти. Знаеш уште понормално то? Да виш човек, ако собата ти вреди, не знам, 3.000 денари од вечер, треба ти вреди 3.000 денари од вечер и да си ја букираш цела година, да изваиш парина и да направиш соба или да ја модифицираш ова соба за до година, пошто нели многу луѓе ти ја барат, евентуално да ти вреди 4.000 денари од вечер или 6, зависи што ќе направиш, што ќе понуди. Ама не може денес да е 3.000 и утре да е 5.000. Сам може очигледно, ама сам да речам глупо е бе брат. Јас разбирам дека има луѓе што само то живеат во текот на година. Чекат неколку месеци за да наплатат што кидат луѓе и да си го мразат животот, дури имат луѓе тука, за да направат доволно за да можат после во текот на годината така по нешто почепнуваш, ама во глобала не работи. Го разбирам тоа. Ама небитно што работиш, во која професија си и шо си, дали го сакаш тоа што го правиш и како ти и шо ти е. Кога си во некој од професиите што се услужливи да речам, небитно дали е тоа туризам, дали е продавница, дали е музика, што да е. Нешто кај што луѓе ти плаќат за некаква услуга или за нешто што имаш твое што го користат. Пред се треба бидиш човек кон тие што ти се муштери. И ако продуктот или услугата што даваш ти е некоја цена, треба таја да ти е цена. И нормално е да има разлика пример во сезона, вон сезона или празник или шо и да. Ама то треба се знае. Пример вон сезона собата е олку, пошто празни се сакаш да продаш да не ти стои така, небитно. Во сезона собите се толку. Цела сезона, а не денес ми е 2000 и утре ми е 12. То ти е исто ко на пример да влезиш во некој ресторан денес и да нема луѓе и да јаеш пример пилешко со кари за 250 денари. И да јаш утре во истиот ресторан и да има луѓе истото пилешко во кари, може да и погрдо малце. Да го јаеш за 2.500 денари пошто се луѓе. Пошто што има врска ти што вчера си го јадел за 250 денари рајат тука. Денес за да не си рајат ќе оплатиш поска. Никогаш нема да разберам таа филозофија, ама ете, некако успеале тие економистите славни нели да ја прослават и да ја протнат кај луѓето и функционира бе. Дали јас ќе сватам или не, кој ме праша? И така, не знам за вас како ќе биде годинавам. За нас ќе биде така малце терсене, пошто од една страна со беблаче си не дека не се патува. Па кој го прашва то прлето мало? Да не се лажиме главене, шо ќе речи тој, а ние нема тука збор. Моабето ми е сакаш да си поблизу и да не го малтретираш многу по жешкото в кола и да не го тегниш по аеродроми по чуда, пошто на крај на денот тој појма нема каоди, нити ќе памти, нити ќе знае. Битно е убаво да го однесиш малце морски воздух да се надиши, здраво е за него. Од друга страна па, поќе ти се исплаќа било каде да го однесиш на друго место, од на Балкан. И ти кажам право, Арно, ние море шо немаме. Оти ако имавме ние море, јас се кладам дека најскапо ќе беше во регионот, како што се нели пример станоите. Поскапо е стан да купиш во Битола моментално отколку куќа на море во Грција. А добра, ето друга тема. Ти велам кај да ќе прави буга. И така, потрагата по правилното место за одмор годинава продолжу. Ако имате некој предлог вака чисто информативно, да си го кажете и да не се устручавате, не се лутиме. Ако не, да сме здрави и живи. И толку од мене за денес. Дом се пада седнам, очите да ми стекват по телефони и по екрани од барање песочни плажи за Адамче. А ви останете ми со здравие и се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.